Зашто ќе ви служи Skype-от? Да соработувате со тие другаркиња, со тие пријатели и да разменувате идеи за вашата задача што сега ја имате. Поделени сте на 5 групи. 3 групи се во Скопје, а 2 групи се во Крушево. Секоја група има по еден сетилен орган за кој што треба да истражува. Овдека се 3 сетила, таму се 2 сетила. Изработката значи имате околу 5 минути да истражувате. После работата во групи ќе следи презентација и на вашите групи и на нашите. Дали ме разбра децата? Вие разбравте деца? Да! Може ли да почнеме сега наставничке со работата во групи? Да. Гледаш ли ти? Добро. Значи ќе биде околу 4 минути за вртане. Кога ќе ги отврти очите, сите нејзини движења ќе ги гледаш и ќе напишете што сте заклучиле. Те ќе гледаш ти. Па ништо, тоа е целта, ништо да не гледаш. Така, Андреја. И само сега малку ќе се на различни делови од јазикот. Имате тука на целката, значи на врвот на јазикот, на средина и малку помнатре. Дали подеднакво и вкус ќе обележите или не дали ќе обележите на различни делови од јазикот. Значи пробувајте сите и напишете што сте заклучили.
Кога завршите огласниот дел, секој од вас секоја група треба да си направи правила за тоа Христовети, како да се грижи на својата сила. Секоја група за она средство за кој се работи во групата, ќе си состави правила. Thank you.